Втората навика, што препорачувам да ја повижбаме во наредната година и што ценам дека може да направи голема разлика во квалитетот на живот, барем знам дека во мојот направи и такако, е внимание на нашиот внатрешен говор, начинот на кој разговараме или си водиме сами себе си кога ќе се најдеме во некаква ситуација. Под ситуација значи нешто што не сме го посакувале. Дали размислуваме во духот на како може, со фокус на решенија, или размислуваме во духот зошто не може, како не може, кој е проблемот, што е предизвикот тука, тоест со фокус на проблемот. Големата тајна на неуравнката е дека на што ќе го ставиме фокусот, преку прашањата, на тоа ќе добиеме одговор. Ако се прашуваме себе си зошто не може, ќе добиеме одговор зошто не може и кои се проблемите. Ако се ставиме фокус и се прашуваме себе си зошто може, ќе добиеме одговор за тоа зошто може и како може. Така да, мојата препорака за оваа година е ставот на благодарност со пристапот, зачинет со пристапот како може.